24 анализа, добро вечер и добро дојдовте. Без некоја подолга најава, јас сум Душица Мрѓа, моја вечерашна гостинка е Ленча Ристовска, обвинителка, кандидатка за државен јавен обвинител и поранешна обвинителка во специјалното јавно обвинителство. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Ви благодарам што прифативте. Јас морам да кажам дека јас веќе неколку години се обидувам да ве убедам да направиме интервју, односно да прифатите мојата покана, бидејќи сегогаш сте актуелна, во последно време можам да кажам дека вашето име во вестите речиси на дневно ниво се врти. И ви благодарам што конечно ја прифативте мојата покана, секако со вашата примерна цел како кандидат за државен јавен обвинител, меѓутоа и да ги расчистиме сите отворени прашања и сите напади и дилеми кои што се вртат кон вас во изминатиот период, а изминативе години. Уште еднаш ви благодарам што сте тука. Задоволството е мое. Мислам дека конечно дојде вистинското време, бидејќи во оваа фаза, како што кажавте, токму поради мојата апликација за државен јавен обвинител, мислам дека јавноста треба да знае за каков кандидат станува збор. Токму затоа и токму поради вашата актуелност јас решив првото интервју со кандидат за државен јавен обвинител да биде токму со вас. Благодарам. Господи Ристовска, Советот на јавни обвинители денеска се одложи, немаше седница, требаше да биде долго најавуваната, односно да се разгледува, беше долго најавувано и требаше да се разгледува извештајот од комисијата по вашата пријава за навреди од премиерот Христијан Мицковски, со кој што вие велите дека ви врши притисок, односно се нарушува, цитирам, мојата самостојност во вршењето на јавно обвинителската функција. Разочарани ли сте што се одложи Советот на јавни обвинители? Па не би рекла дека сум разочарана. Го доживувам тоа како еден дел од процесот, во рамки на кои Советот треба да постапи по мојата представка, односно по моето известување и да донесе одлука. Чисто за контекст, сакам да појаснам дека се работи за нов механизам, кој што Советот го воведе, па би рекла, на крајот на минатата година. Мислам дека следеше откако претходно имаше реакција од страна на политичката партија ВМРО-ДПМН кон мене и под притисок на јавноста, мислам дека конечно Советот еве донесе еден ваков инструмент за да ја реализира примарната законска функција заради која што постои, тоа е заштита на самостојноста и независноста. Во рамки на тој правилник постои можност секој обвинител кој смета дека му е нарушена независноста во постапувањето да се обрати до Советот, да ги даде своите аргументи и потоа Советот спроведува постапка нели и носи конкретни заклучоци. Дали во оваа постапка извештајот ви е доставен, ви беше доставен од комисијата? Не предвидува. Да, тоа е интерен на седница. Токму така. Советот формира комисија од тројца членови кои што ги разгледува наводите по представката и таа комисија може и да се обрати до било која засегната страна, да собере дополнителни информации, докази, разјаснувања и потоа таа комисија изготвува извештај кој што го презентира на седница на Советот, членовите на Советот дискутираат по повод тој извештај и одлучуваат дали ќе донесат заклучок со кој што ќе утврдат дека постоело нарушување на самостојноста и независноста на обвинителот или пак заклучок со кој што вакво нешто не постоело. Очекувате заштита од колегите во Советот за јавни обвинители? Па видите, јас затоа и се обратив. И како што кажав, ова е еден нов механизам и искрено се израдував кога видов дека е донесен и сега еве да видиме дали ќе биде и функционален во пракса. Да, како што е напишан на хартијата. Освен за вас, ќе зборуваме малку подоцна за вашата, еве јас ќе си земам новинарска слобода да кажам, комплицирана врска во однос на реторички напади и однос помеѓу вас и премиерот Христијан Мицковски ВМРО-ДПМН. Меѓутоа, истовремено денеска се одложи одлучувањето по дисциплинските околу за Јове Цветановски и Мустафа Хајрулахи, кој што Хајрулахи веќе не е ни виш јавен обвинител, Цветановски е суспендиран. Сакам да направам, да го сублимирам тоа, дека во принцип сите тие дисциплински тие велеа дека дисциплинските постапки
кон нив и кривичната потоа дека единствен тригер за сето тоа не е нивното незаконито работење како што тврдеше обвинителството и поранишниот државен јавен обвинител, туку дека им било вршено притисок за да го забушатат предметот за познат во јавноста бонуси за САЈО. Дали имате вие воопшто некаква информација во однос на тоа дека некој им правил притисок да го забушатат тој предмет? Видете, јас информациите ги добивав од јавноста и во јавноста имаше две спротивни информации. Тоа беа нивните тврдења и тврдењата на другата страна. Јавна расправа имаше. Да, односно тогашниот државен обвинител кој што ги негираше наводите и така натаму, и тоа е се што реално и знам за тој случај. Ве прашувам, бидејќи јас денеска побарав, бидејќи тој беше затворен предмет, па висшето јавно обвинителство го врати повторно во ЈОГОК, јас денеска се обратив до обвинителството за гојање организиран криминал и корупција да прашам докаде е предметот и дали остануваат на својата првобитна одлука и дека е затворен или во која фаза е предметот. За жал се уште неам добиено одговор. Очекувам дека ќе добијам деновиве или утре бирам. Дали имате информации вие докаде е тој предмет, откако се врати назад? Видете, за мене тој предмет фактички и правно е завршен. Сега ќе ви објаснам и зошто. Ќе ми дозволите тука, бидејќи ова е едно од прашањата, точно го поставивте, на кое што најчесто сум напаѓана и кое што постојано се врти во јавниот наратив. Бонусите од СЈО, ќе се вратам со една мала ретроспектива. Најнапред, од моја лична страна, значи јас ги имам искомуницирано на пресконференција надоместоците кои што сме ги примале како обвинители во СЈО. Понатака, овие надоместоци се исплатени и одобрени од страна на Министерството за финансии и при тоа со целна дознака дека се работи за надоместоци, односно додатоци, и во ситуација кога со тоа министерство раководеа кадри и на прво на ВМРО-ДПМН, а потоа и на СДСМ. И во рамки на управата за јавни приходи постоеле информации за вакви исплати, исто раководни лица во време кога биле и од ВМРО и од СДСМ. И конечно, јас на редовна основа вие надоместоци ги пријавува во Државната комисија за спречување на корупцијата, ДКСК, и пријавува редовни промени на мојата имотна состојба, така што и оваа институција тоа го знаеш. Сега видете, ниедна од овие институции не утврдила ниедна неправилност за цел период од 4 години кога овие надоместоци биле исплаќани. Единствен документ и единствена неправилност е утврдена со еден ревизорски извештај. И сега, кога имате вие толку многу институции, сите тврдат дека станува збор за нешто во кое што не постојат неправилности и од другата страна имате само еден документ. Мене ми се наметнува прашањето, ние никогаш не дознавме кои биле ревизорите кои што постапувале по тој предмет, што се случува еве со нивните кариери, откако го носат тој ревизорски извештај, па еве ги охрабрувам новинарите да ја провериме оваа околност, бидејќи ме интересира дали има некој контекст кој што ние и јавноста никогаш не го дознале за овој предмет. И од тој аспект, а посебно од аспект што сето ова е ценето и од страна на обвинителството за организиран криминал и е донесена одлука, како што кажавте, која што потоа незаконски е поништена од висшиот јавен обвинител. Знаете, во правото има една максима: од неправо не може да стане право. И затоа за мене и од моја перспектива предметот со бонусите во СЈО и фактички и правно веќе е завршен. И ВМРО-ДПМН имаше една жалба на откако се затвори тој предмет во ЈОГОК, па нели беа тие препирки дали може да добие, да биде оштетена страна, да добие таква квалификација во ВМРО-ДПМН или не може да добие таква квалификација. Се извинувам се, кога сме кај ова прашање, мислам дека има и еден аспект што е важен со оглед на мојата кандидатура еве за републички јавен обвинител, кој што задира директно во мојот интегритет. А тоа е, може да ве потсетам, се сеќавате дека кога излезе Open Finance, односно отворени финансии, алатката, излегува информациите колку збирно примале обвинителите. Имаше еден куриозитет дека јас, иако бев заменик на Катица, јас имав најмалку примени на доместоци, односно износот што го имав јас примено е најмалку.
И еве сакам да укажам дека тоа не беше случајно. Тоа беше последица на тоа што поради несогласувањата кои што ги имав со Катица Јанева, Катица Јанева мене парично ме казнуваше. И тие несогласувања би рекла дека постоја, меѓутоа на интензитет добија по поднесување на обвиненијата во 2017 година. И се сеќавате дека еден период јас немаше во јавност. Точно така, престанав да се појавувам на пресконференциите на специјалното јавно обвинителство. Во цело овој период имаше и ситуација кога Јанева ми одзема дел од ингеренциите, дури сакаше да ме замени, односно да стави друг заменик, тоа формално не се изреализира заради познати причини. Меѓутоа, не бев на иста линија со правецот со кој што се движеше институцијата и за жал, освен последната пресконференција во 2017, тоа ми беше последна во рамки на делувањето на СЕО, јас за жал имав неблагодарна улога да ја одржам и онаа последна буквално пресконференција кога немаше кој да застане и да ја објасни на јавноста што тоа се случува и што тоа значи за еднината на предметите. Ајде вака неколку потпрашања од ова што сега го кажавте, па ќе се вратам јас на тоа што сакав да допрашам околу бонусите. Рековте несогласување со Јанева, зошто имавте притисоци за одредени ликови, за одредени квалификации во обвиненијата, за одредени функционери? Не би рекла дека повеќе се несогласувањата беа, како што кажа, во однос на правецот во кој што се движеше институцијата и сметав дека нивото на професионализам не е она на кое што сметав дека таков тип на институција треба да биде. И разбирам дека постои огромен интерес апропо се она што се случувало во СЈ. Да остана тоа недокажана приказна, но верувам дека ќе имаме и други прилики кај што ќе се фокусираме на тие прашања, бидејќи не верувам дека би стасале во рамки на една емисија да покриеме се. Рековте за вас случајот со болниците е секако завршен. Сепак се крена голема, многу реакции имаше во јавноста, се разбранува. Имаше реакции и од тогашниот државен јавен обвинител со многу отворени дилеми. Ако можам да цитирам како може секретар во СЈ да зема повеќе пари од председател на држава, мислам дека тој беше цитатот. Зборувам за поранишниот државен јавен обвинител Љубомир Јовевски. Имаше и ДЗР го споменавте вие. Имаше на почетокот и некоја дилема околу ДКСК и таму се отвори. Па се случи оној инцидент во ДЗР кога требаше Јанева да образложи кој бил основот и така натаму. После сепак тие пари кога излегоа како што излегоа, ниту тогаш, ниту сега не се мали за оваа држава. После дали ви е чиста совест? Мене апсолутно да. Сега ќе ви кажам и зошто. Ги заслуживте ли тие пари? Јас мислам да. Ги заслуживме, конкретно за мене, ги заслужив и тоа на повеќе нива ги заслужив. Прво, работата која што ја работевме, во времето во кое што се нафативме да ја работиме, беше нешто кое што беше преседан генерално за правосудниот систем. Понатака, предметите на кои што јас лично работев ги извадија на површина сите аномалии на системот. Предметите на кои што работев беа причина да судија заврши на црната листа, токму заради тоа што во рамки на апелацијската постапка предметот за прислушкувањето се одолговлекуваше. Од таму, потоа судијата беше и разрешен, токму така. Па следеа и фамозните измени на КАЗе со кои што токму најголем дел од осомничените во предметите на СЈ беа амнестирани од страна на тогашната власт. Така што би рекла дека од една страна мојата работата на колегите од СЈ ги извади на површина сите аномалии на системот и покажа колку е длабок проблемот со корупцијата, тргувањето влијание и би рекла непристојните партнерства кои што се одвива на јавна сцена и зад затворени врати. И од друга страна, па и реално имаше ефекти во начинот на кој што функционира јавното обвинителство. Прв пат се формираа истражни центри, благодарение на примерот во СЈ. И сега истражните центри функционираат по тој принцип. Од друга страна, прв пат видовме конфискации
значителни конфискации кои што неколкократно го надминуваа буџетот на СЈ. И ако направите паралела со сегашните плати кои што ги земаат функционерите и примањата кои што ние ги имавме како надоместоци од СЈ, износите не отстапуваат значително. Тука се некаде износите. Ви беше забележано, односно беше забележано, он сепак нели Јанева ги делеше тие бонуси, она е подписник на сметката и така натаму. Беше забележано дека се надминува оној законски процент од 35% од платата. Објаснувањата тогаш беа дека се работи по специјален закон и дека законските додатоци во СЈ не може да се рамнат со законите кои што ги користат другите обвинителства и другите институции во државата. Сепак таму беа според ДЗР најголемата забелешка е за тајните надоместоци за тајност, односно 4,6 милиони евра исплатени на оние кои имале пристап и ги прислушувале така наречените бомби, материјали поради кои беше формирано СЈ. Тие пари се разделени во сива зона според ДЗР. Тоа е, затоа и реков. Прво, видете се интересиравте тогаш, мислам сега не зборувам само лично вие туку, таму бевте сериозни обвинители во однос на извештајот ДЗР што е, како јас го имам прочитаното извештај бидејќи е јавно достапен. Во однос на кој го работел, што го работел, со кого разговарале, кој се... Јас видете, тој извештај, Државниот завод за ревизија, кога врши ревизија, врши врз основа на годишен план за ревизија. И во принцип не постапува побарање на обвинителства, не постапува не врши вонредни ревизии. Со еден единствен исклучок, знаете кој? Токму тој ревизорски извештај кој што го зборувате. Доколку ја отворите првата страна, ќе видите дека ревизорскиот извештај е изготвен по барање на обвинителството за организиран криминал и корупција. Значи имате една многу специфична, уникатна ситуација кога Државниот завод за ревизија во улога на вешто лице на обвинителството за организиран криминал и корупција врши ревизија на правен субјект во моментот кога тој правен субјект нема раководител. Катица беше во притвор во тој период. Кој гарантира дека Државниот завод за ревизија ги имал сите документи? Кој е тој што гарантира дека Државниот завод за ревизија му било дадено се што треба да му биде дадено да види? Од друга страна, и самиот вели сива зона. Не вика и Државниот завод за ревизија дека е незаконски. Вели дека е во некоја сива зона, бидејќи самиот Државен завод за ревизија имал дилеми дали може или не може законски Катица Јанева да ги дели бонусите. Рековте да, сериозни обвинители сме биле таму и јас можам за мене да кажам дека верувам дека специјалниот закон го даваше тоа право на Катица. И сметам дека не сум тука, не сакам да се свати цело ова експозе, дека јас го бранам, него едноставно оставам, институциите да кажат, и мене ме интересира одлуката и на обвинителството за организиран криминал и корупција, бидејќи во рамки на таа постапка за да се отклонат сите овие сомненија, сигурно било направено и некое вештачење, така што би било убаво да видиме некое образложение кое што еднаш за секогаш ќе ги затвори сите овие прашања. Сите овие прашања лебдат сите овие години. Апсолутно. И покрај сите обвиненија и сите добиени присуди и потоа сите она што заврши буквално во вода поради тие фамозни измени на кривичниот законник во 23-та, некако остана како дамка, една од дамките. Настрана завршувањето на Јанева така како што заврши целата приказна, како што се распадна како за жал меурот сапуница. И донесе разочарување кај сите оние кои што во СЈ гледаат некој символ на правда. Затоа мислам дека посебно и поради вашата кандидатура и поради тоа што секојдневно, како што кажав, сте изложено на напади и секогаш името на Ленча Ристовска некако оди рака под рака со бонусите од СЈ. Да. Значи, чекаме конечната одлука и јас се надевам дека овој одлук, како што рековте, ќе даде и образложение и ќе заврши таа приказна и се очекувам дека Советот за јавни обвинители конечно ќе се произнесе и за дисциплинските и за вашиот случај. Сега кога сме кај дисциплинските и вашиот случај, неудамна премиерот Христијан Мицковски имаше попладна во едно интервју, меѓутоа таму не се задржа ништо конкретно, меѓутоа на едно од неодамнешните интервјуа
коментирајќи ги измените на кривичниот законник, вели веднаш недостасуваат измени на кривичниот законник бидејќи некој претходно направил авантура. Зборувам за измените на претходната влада и добро поднесовме измени до собранието на кривичниот законник. Веднаш излегува поединци и тоа најгласен коментатор беше еден поранешен припадник на поранишното СЈ, кој вели дека со овие нови измени се намалувале казните, а претходно немаше никакви казни, ама тогаш не ги слушнавме кога оние ги бришаа комплетно од КЗ и овозможиле да се досудат, внимавајте, значи оние веќе ги осудија луѓево да се досудат условни казни. Замислете каква им е матрицата на размислување. Пазете, обвинител коментира веќе досудена работа, бидејќи обвинителот и адвокатот се две спротивставени странки во процесот. Нова има интервенција од новинарката, која што коментира клиенталистичко-политички. Премиерот вели, да, и сега јас ја слушам и просто не можам да верувам со каков тип на медиокритети ние имаме работа. Но во ред, тоа е тоа, вели Мицковски во интервју за Вечер. И сега ВМРО ДПМН вели како баш Линча Ристовска се припозна во навредите на премиерот дека е медиокритет. Да, се препозна во овие навреди, односно во оваа изјава на премиерот, исто како што се препозна во една негова претходна изјава која што ја даде дека обвинителот за врски во Евроджаст зема неколкукратно повисока плата во однос на другите обвинители во државата, бидејќи, да појаснам, единствен обвинител кој што државата било когаш го имала во Евроджаст сум само јас, и јас за цел период земам плата како и секој обвинител во основното јавно обвинителство Скопје, а во оваа изјава па конкретно се препознав, бидејќи јас сум единствен обвинител, односно обвинителка, од поранешното СЈ што некогаш јавно ги коментирала измените на КАЗе и во 23-та и сега. И да, затоа се препознав. Видете, како јавен функционер, јас сум свесна дека ние сме подложни на јавни критики. И критиките се добре дојдени. Меѓутоа, исто така сметам дека јавната комуникација мора да има одредено ниво. Јас никогаш не сум кажала јавно дисквалификации, ниту за јавни функционери, ниту за политичари, ниту пак за политички партии или други ентитети. Затоа што кога ги вршиме јавните функции, ние ги вршиме јавните функции во текот на целокупното наше живење и постоење. Не можам јас да речам после 4 сати јас не сум веќе јавен обвинител или сега настапувам во една улога, а друг пат настапувам во друга улога. И затоа сметам дека моите реакции во конкретниот случај беа исклучиво дефанзивни и насочени кон тоа јас да си го одбранам мојот професионален интегритет, а со тоа интегритетот на обвинителството и предметите во кои што е постапувано. Поднесовте тужба за премиерот и за ВМРО ДПМН? Не. Најавивте? Не. Поднесов тужба против политичката партија ВМРО ДПМН. Против премиерот не. Добро. А до каде е таа тужба? Имате ли сознание до каде? Немам, мислам дека е во процедура, бидејќи тужбата ја пишува сама, требаше да се уреди, имав некои недостатоци од аспект на правила кои што се во граѓанската постапка, кои што не ги знаев, па ја уредував тужбата така што очекувам известување од судот и верувам дека е предметот веќе во некаква процедура. Тужбата е за клевета и навреда поради дисквалификациите кои што го доведуваат во прашање вашиот професионален интегритет. Точно така. Исклучиво заради мојот професионален интегритет. ВМРО ДПМН истиот ден кога најавивте дека ќе има тужба за ВМРО ДПМН, испреди едно соопштение до јавноста во кое што меѓу другото вели Ленче беше дел од криминалната, цитирам, Ленче беше дел од криминалната мрежа на СЈ и сега наместо да се извини глуми жртва, таа се дискредитираше себе си што беше дел од обвинителството формирано за политички прогон и изнуда која беше маша во раците на СДС и Зоран Заев. Да. Како го коментирате? Па видете, јас не мислам дека треба сега јавната комуникација да ја претвориме во препукување мое и на политичката партија. Не, прашувам бидејќи не е прв пат да ве квалификуваат како партиски одработувач за минатата власт. Прв пат е тоа да се случува на јавна сцена и прв пат е
да ме прозиваат лично со име и презиме. До сегашните напади кои што стигале од политичката партија ВМРО-ДПМН стигале на адреса на СЈО и обвинителите од СЈО, биле колектив. Едно сообщение од октомври сте пропуштиле или не ви останало? Во моментот кога почнуваат тажен символ за неправда со државни бонуси. Да, за тоа е тужбата. Во служба на ЗАЕФ и групи како крај. Но за тоа е тужбата. Токму во тој момент нападите веќе преоѓаат од онаа општа сфера на политички квалификации кои што можеби во политички одговори се дозволени и преминуваат веќе во една друга сфера кога се заборава дека мојата улога не е поранешен обвинител во СЈО во моментов, туку актуелен обвинител кој што води две кривични постапки во кои се засегнати интересите на партијата. Една кривична постапка каде што партијата е во својство на осомничено лице за кривично дело перење пари и друга постапка каде што се е замрзнат имотот бидејќи согласно обвинението имаме завршена противправна имотна корист на партијата, завршила противправната имотна корист кај партијата. Во ваква ситуација, јас не сметам дека ваквото соопштение е дадено да ме навредат како Ленче Ристоска, туку да се влијае на тоа како Ленче Ристоска обвинителката постапува по конкретен предмет и да се изнуди некаква поповолна положба за нив. Влијание, притисок? Форма на влијание. Форма на влијание, загрозување на мојата сигурност. Знаете, во овој случај можеби за јавноста и за сите изненадувачки зошто првпат јавно изреагирав и тоа и ме прашувате. Меѓутоа, јас мислам дека во вакви ситуации јавноста до сега барем била единствениот сојузник на обвинителите и на професионалците кои што работат во областа на корупцијата, а во насока на заштита на јавниот интерес, затоа што отсуствува институционална реакција. Доколку јас добиев институционална поддршка, доколку јавното обвинителство, не знам, советот, во тој момент тогаш не постоеше оној правилник по кој сега се води постапката. Меѓутоа доколку некој колегите советот, некој државниот јавен обвинител да застане зад. Апсолутно. Доколку некој во тој момент застанеше не зад мене како индивидуум, разбирате, туку зад мојата обвинителска работа и да кажеше дека одредени граници не може да се преминат, ние немаше да бидеме тука и да ги разговараме, мислам, можеки бевме тука, ама немаше да ги разговараме овие теми. Да, и не само на крајот на денот не е Ленче Ристовска и тоа едно обвинение или тие два случаи, туку целата работа на јавното обвинителство кој што треба да биде брана помеѓу секакви влијанија и она што му е работа, да истера правдата до крај, односно да докаже дека некој е виновен наспроти одбраната кој што треба да го брани. Да, видите, имало квалификации, во време, се сеќавам дека во време на СДСМ... Тоа сакав сега да ве кажам. Добро, се извинувам. Нема гале, продолжете, затоа што една од сите нишки што провејува низ овие реакции од ВМРО. Ленче Ристовска одработуваш за ЗАЕФ, одработуваш, као зашто молчеше во времето на СДСМ, Ристовска и така натаму. Зошто молчевте? Молчевте ли во времето на СДСМ? Не. Затоа ли не ве снема од јавниот дискус на СЈО? Ќе почнам од почеток. Во времето на СДСМ јас имав етикета дека сум ВМРО-вка. Не знам дали се сеќавате, меѓутоа имаше буквално, јас бев етикетирана дека јас сум обвинителот од СЈО кој што е ВМРО-вец, кога СДСМ беше на власт. Кога дојде ВМРО на власт, сега наеднаш сум ја машата на ЗАЕФ и јас сум таа СДСМовка која што стои во први борбени редови. И при тоа, сите забораваат и некако станало непоимливо за нашето општество дека некој може да нема партиски афилијации, да е професионалец, да си ја работи својата работа во насока на заштита на јавен интерес. Сега, јас не сум молчела никогаш. Јас сум и се спротивставила на катица. Ви кажав, затоа сум била казнувана, ме снема од пресконференции на СЈО. Мојата гласност тогаш беше со едноставно да престанам да искачам на пресконференции. Катица беше најмокна жена во тој момент, ништо друго немаше да има тако видлив ефект како моето отсуство. За време на СДСМ, сега да ги набројувам сите, од интервјуа, пишани беа интервјуата, од интервјуа во кој што говорев за тоа дека системот промовира и протежира корупција, до постапки со кои што се соочив пред етичкиот совет на јавни обвинители, заради тоа што посочив дека токму во советот, тогашниот
состав се разбира, се случува тргување со влијание, кој што подоцна нели се докажа со една судска постапка, каде член на Советот беше и правосилно осуден за ова кривично дело. Бројни други, за дискриминација да не зборувам во моментот, дека имав и тужба и за тоа. Постојано, значи и во време на Катица, и во време на СДСМ, и во време на ВМРО, постојано се залагам за некои професионални стандарди кои што навистина ни недостасуваат и заради кои ние како општество трпиме навистина сериозни последици. Пред се трпат граѓаните. И овде сега би требало да би следува логичното прашање и сега после се ова, после сите овие етикети, Елинча Ристовска кандидат за државен јавен обвинител, тоа ќе го зборуваме како и дел од вашата програма по рекламите, меѓутоа само кусо ги споминавте Талир 1, Талир 2, последно се бара ваше иземање во Талир 1, има ли одлука? Нема се уште одлука. И сметам дека и ова со иземањето е малку апсурдна ситуација, бидејќи иземањето, причина за иземањето сега која што ја истакнува одбраната е токму тоа што застана во одбрана на мојот професионален интегритет и се алудира на моја пристрасност заради постоењето на таа тужба. Моето мислење, и тоа и го посочи во произнесувањето до Републичкото јавно обвинителство, е дека треба да се разликуваат двете улоги кои што ги има обвинителот во кривичната постапка. Во рамки на истрага и предистрага, кога обвинителот има сериозна процесна функција, одлучува за права на лица и обврски на лица, меѓутоа во судската постапка па веќе обвинителот е и странка во постапката. Законот нас не обврзува како обвинители да поднесеме обвинение, пазите, кога доказите ќе бидеме убедени дека може да очекуваме осудителна пресуда со моментот на поднесување на обвинение. Јас веќе сум пристрасна во делот дека очекувам да си го докажам обвинението. И тоа право не е заради мене, туку затоа што законодавецот мене ми го гарантира. И апсурдно би било обвинителот да не сака да го докаже тоа кое што го тврди, ме разбирате. Така што сметам дека ваквата тужба не го нарушува принципот на непристрасност и моето непристрасно постапување во мера во која што во оваа фаза на постапката тоа би представувало основ за мое иземање. Очекувате да останете на случајот? Па да, сметам дека нема основи за иземање, но сепак одлуката е на јавното обвинителство и не би сакала да се свати како јавен притисок. Ова е само мое мислење во конкретниот предмет. Добро, Талир 2, ништо што премиерот на секој интервју и на секој брифинг го повторува во однос на имотот, на замрзнатиот имот, како што вели, па претходно беа или блокираните сметки, па сега беше дека не сме или смее да го отуѓува, односно не сме да го отуѓува, смее да ги знајмува, меѓутоа парите додат на посебна сметка. Во тука до каде сте? Вака, прво, во моментот кога се јави потреба да се обезбеди имотот во Талир, предметите, уште постоеше специјалното јавно обвинителство. Како обвинител кој што постапувам, внимавам да постои баланс на мерката која што ќе биде изречена со правата на засегнатата страна. Да не ја затворите партијата. Апсолутно. И никогаш сметките на политичката партија ВМРО-ДПМН не биле замрзнати. Имотот да, имаше забрана и да се продава и да се издава, да се отугива, да се става по хипотеки, да се издава. Меѓутоа, на политичката партија, за да не се спречи вршењето на нивната политичка дејност, беше оставен овој имот на користење. Состојбата која што ја променивме сега и за која што сметам дека во право се укажувањата дека предолго трае судската постапка и предолго имаме неизвестно што се случува со тој имот, 7 години е навистина неразумен период. И сметав дека можеби треба да се промени една од мерките, а тоа е мерката издавање под закуп, под наем. Така што сега да, партијата може да го издава својот недвижен имот, меѓутоа ставивме забрана за располагање со тие средства додека не видиме кој е во право, дали државата или политичката партија. Па на крајот на денот, кој ќе го добие случајот, ќе може да располага со паричните средства кои што би биле тргнати на страна. Талир 2, мислам дека во октомври, август 2026. Се надевам дека ќе успееме да го завршиме. Последното нели дека повторно сведоците, последната одлука од декември
да се преслушуваат сведоци, па не морало после да се преслушуваат и така натаму. Па во Талиер 2 завршивме со комплет доказите од обвинителството, остануваат уште доказите од одбраната, така што има и реални шанси да го завршиме пред рокот на застареност, меѓутоа ќе видиме. Пауза за реклами. Продолжуваме со разговорот до 24 анализа Линча Ристоска, обвинител и кандидатка за државен јавен обвинител. Мој вечерашен гостин во 24 анализа. Господи Ристоска, ги поминавме сите унија, барем мислам, работи за кои што изминатиот период, освен обвиненија кои што ги застапувате, сте мета и сте актуелни во јавноста, мета на власта, барем според јавните соопштенија. И сега, како што кажавме приеска, во војна условно со владата, во војна со премиерот, актуелна власт, Линча Ристоска се пријавува за кандидат за државен јавен обвинител на конкурс кој што според уставот во Македонија го бира мнозинството на власт во собранието, кое што е на ВМРО ДПМН и на Христијан Мицковски. Ги нервира? Се пријавите да ги нервирате? Не, апсолутно. Видете, јас се кандидирав затоа што навистина мислам дека имам што да понудам, ќе дискутираме, ќе видите. Јавно ја објавив мојата програма и моето резиме, бидејќи верувам во еден мерит систем и верувам во транспарентност. И во оваа насока би сакала да ги видам и програмите на другиве кандидати, па да продискутираме, да размениме идеи, бидејќи на крајот на денот најважно е да биде барам јавно да видам ни една програма. Сигурна сум дека ги имаат, меѓутоа Да, апсолутно не се сомневам дека има, меѓутоа јас не ги видов јавно. Да, ги немам видено и би било убаво да се продискутираат, бидејќи најважно е за мене тој што ќе биде избран за државен обвинител да ги сублимира сите најдобри идеи и да ги реализира за доброто на обвинителството и за доброто на државата. Не го гледам јас овој избор како од перспектива дека мора да бидам јас државен обвинител или пак дека некого нервирам или дали е ова однапред изгубена битка, како што ми споменавте во вашата најава. Туку го гледам од аспект дека е еден процес во кој што треба да ги збогатиме идеите, да понудиме поголем избор, да понудиме решенија и го гледам како еден мој професионален придонес кон едно подобро јавно обвинителство. Знаете зошто ве прашувам? Ве прашувам бидејќи ова е Македонија. Тука се знаат работите, јас пак ќе кажам за жал, се надевам дека во некоја иднина правните експерти, универзитетските професори можеби ќе разговараат во однос на моделот како се избира државниот јавен обвинител, бидејќи со 61 глас од мнозинството на пратеници, чиво и да е мнозинството, само по себе ја лепи етикетата обвинител на власт. Имавме во минатото еден куп такви случаи, јас се надевам дека новиот кој да биде ќе успее да се отргне од таа етикета, не дека немаше обиди да се отргнат и минатите јавни обвинители, меѓутоа секогаш стои таа дамка. И сега, зошто побогу по сето ова ВМРО ДПМН 61 пратеник, бидејќи другите не може да соберат 61 пратеник, би гласала за вас. Како што кажа? Освен што вие велите, бидејќи во Македонија е проста математика, политиката е таква. Вас очигледно според сето ова ви ставиле една овакво кршче дека сте непријател на власт. Па јас не сакам да верувам. Според тоа што го читаме и добиваме како изјави. Да. Јас не сакам да верувам дека некој ми ставил крст дека сум непријател на власта. Тоа би било еден многу незрел потек за било какво политичко делување. Сега. Okay, ви го разбирам. Логичен заклучок, не дека некој го кажа. Да, апсолутно. И ви ја разбирам поентата. Меѓутоа сметам дека постои одговорност кај носителите на извршната и законодавната власт кон тие кои што ги донеле на власт, а тоа се граѓаните. Затоа што граѓаните се тие кои што очекуваат јавниот обвинител на Република Северна Македонија да работи во нивен интерес, а не во интерес на партијата или пак било кои други центри на моќ. И граѓаните се тие кои што потоа на избори и даваат суд за тоа како креаторите на политики постапувале во однос на нивните приоритети како граѓани.
И сметам дека доколку постои политичка зрелост, а јас сум вечен оптимист, морам да признам, во конкретниот случај, мојата кандидатура и те како вреди да се разгледа, ја навистина, искрено ви кажувам, јас немам отпишано варијанта дека јас нема да станам државен јавен обвинител. Јас навистина се гледам, завршив едно поглавје до сега, заокружив еден процес во животот и треба да започнам еден нов. И навистина јас тоа ново поглавје кое што го гледам пред себе, го гледам од позиција на државен јавен обвинител. Премиерот Мицковски во попладнивно во интервју за македонската телевизија беше многу воздржан во однос на кандидатурите на сите 5 кандидати. Кажа дека очекува да биде професионалец, да работи идниот државен јавен обвинител во интерес на граѓаните и дека ако не си ја работи работата ќе го критикува. Сега го парафразирам, не го запишав за да го цитирам, дека критиката некогаш е основана, некогаш е можеби и неоснована, меѓутоа дека клучната цел е таа и дека одби да одговори, односно не одговори дека во овој момент има свој фаворит. Што е многу воздржан одговор, реално, особено во однос кога денеска од Советот за јавни обвинители вела дека уште не стигнале кандидатурите до нив на мислење. Владата во вторникот ги помина, не знам колку километри има од, дали воопшто има 2, 3, 5 километри од владата до Советот, меѓутоа никако да стигне. Не видите, тоа е еден процес кој што со оглед дека работам во институција долго време, има многу администрација, има многу бирократија која што треба да се помине. Сите тие одлуки треба да се поминат, па треба да се потпише, па треба дописот да се испрати, па да го однесе курирската служба и тука се губат денови. Сега не сакам да биде ја никого бранам или, меѓутоа за мене не е невообичаено и нелогично да не се стасани. Очекувате позитивно мислење од Советот? Се надевам. Не, ви го споменав оној километрите и деновите и дали се праќани по гол писмоносец, јас како што велам, бидејќи ви ја прочитав програмата, вие имате баш околу тој дел. Да, апсолутно. План како сето ова да не биде 2 километри, да треба 2 недели да се поминуваат, дигитализацијата која што ја предвидувате, особено поради тоа што не имаме сериозно нарушување на одредени процеси, кои што се случувале поради задоцнување на налози за извршување. Значи, нас премиерот поранешен ни избега и клучен обвинет во случаите на Саја Никола Груевски поради тоа што се чекаше викенд беше, па не можеше да се достави решението за извршување на санкции. Видете, дигиталната трансформација е колку е возможна прва во оваа наша хаотична ситуација бюрократска? Јас мислам дека и како е возможна дигиталната трансформација и дека тоа не е диктирано само од аспект на тоа дека ние сме во хаотична состојба, како општество назадуваме, туку некако се заборава дека технологијата не ги следи општествените појави, туку многу побрзо почна со некој ужасно брзо темпо да оди напред. И сега, ние може да имаме аверзија кон таа технологија, а може технологијата да ја искористиме како наш партнер, да ни помогне на нас да ги надминеме најголемите пречки. И да, кажавте, дел од мојата програма и клучниот аспект е токму дигиталната трансформација за обвинителството и тука имам мапирано што е возможно на краток, на среден и на долг рок. На долг рок јас обвинителството го гледам како обвинителство кое што целосно ослободено од хартија нема да ни треба. На краток рок, она што сметам дека може најбрзо да се направи е да го промениме начинот на достава и комуникација пред се помеѓу органите кои што се најзасегнати. Зошто полицаец од Министерството за внатрешни работи да мора со службено возило прво кај нив да испринта, да удри печат, да му се потпише началникот сите што треба да се потпишат, па да искочи од МВР, па да дојде до обвинителство, да иде на прием, па да удри печат, па да го чека обвинителот, па обвинителот да пишува, па да удри печат, па да му го врати назад. Обвинителот не е тука, па треба ако не е тука, ако е на судење, треба да се врати после пак, со колата службена оди натака навака. И имаме тука се генерира, се губи време, имаме тотално неоптимално искористување на тие малку ресурси со кои што располагаме и едноставно фали рационализација на целата таа постапка. А сето тоа може да се одвива преку безбедносни електронски канали, да се користи електронски потпис и тука технологијата да ни биде добре дојдена. Друг еден пример, не знам дали сте биле во обвинителството да давате исказ по било кој повод,
Верувам дека сте биле, бидејќи нели 27 април и мислам дека и за прислушкувањето имате доаѓано како во својство на оштетени лица, така е. Зошто во ситуација кога имаме развој на вештачка интелигенција која што може да прави автоматски транскрипција на говор, зошто нас ни треба буква по буква да куцаме, обвинителот да предиктира, па да си изгуби контекстот, па не било точно забележано. Па да трае 5 сати еден исказ и така. Точно така. И сите овие работи носат многу одолговлекувања. Јас имам идеја дека ние мора да градиме партнерства, посебно во делот на дигиталната трансформација и активно да ги вклучиме техничките факултети. Зошто да не може да дојде во рамки на обвинителството еден студент на IT науки кој што за магистерска теза решил да испитува, односно да пишува за модели базирани на вештачка интелигенција за транскрипција на текст и да произведе некое решение што нас како обвинителство ќе ни користи. Тоа не ќе му биде дел од неговиот научен труд, а ние ќе добиеме бесплатно практична алатка. И ова не е нешто што го зборувам затоа што мене ми текнало. Ова постои во Словенија, Универзитетот во Марибор има изготвено алатки за вмрежување на податоци кои што ги помагаат истрагите на обвинителството во Словенија. И каде е тука безбедност? Колку е сите тоа ќе биде безбедно, затоа што ако се вратиме пак на деновите од СЈО или онаа фамозна логовите во сега АНБ, тогаш беше ДБК кој исчезна преку ноќ, па се враќа, па се чекаше експерт, не знам од каде и така натаму. Можат ли да се направи некој систем кој што сите ќе бидат безбедни, и докази, и искази, и странки, и обвинител и така натаму? Апсолутно. Мислам, во ова време на вештачка интелигенција секој може од секаде. Да, меѓутоа знаете како, јас ви ги кажав решенијата. Меѓутоа решенијата секогаш ќе бидат пропратени со одредени безбедносни протоколи. Ништо од ова нема да биде сега ние земаме нешто, ајде ChatGPT ќе го воведуваме во обвинителство без никакви заштитни механизми, без никакви протоколи. Не во таа насока, не во насока на банализација, него во насока на креирање на едно одржливо решение, кое што, пазете, ние имаме само 30% пополнетост од јавна обвинителска служба. И сега тие луѓе, верувајте, во голем дел се, како да кажем, преморени од работа. Зошто? Затоа што кај тие 30% паѓа товар што би требало 100% да го однесат. Сега не можеме да очекуваме буџетски зголемувања, не можеме да очекуваме имено, не можеме да очекуваме големи буџетски зголемувања, не можеме да очекуваме обвинители за наредни 3 години од сега минимум. Ние мора, она што ни е расположливо, да седнеме, да стандардизираме процедури, процеси, протоколи, да видиме како на најбезбеден начин можеме да пружиме поддршка на нашата администрација, да им пружиме поддршка на јавните обвинители и сето тоа да биде оддржливо и да биде безбедно, се разбира. Сега, почнав со овој дел од вашата програма, пошто е така оптимистички, ентузијастички, некако го носи обвинителството со тоа и дел од државата во 21-виот век, кај што јас тврдам дека ние не сме се уште стигнати, по ниеден основ. Ајде сега по оние други неработи кои што ќе покажат реално каде сме. Вие велите да се зајакне довербата во обвинителството и да стане пофункционално јавното обвинителство. Зголемување, велите, 2 клучни приоритети, дигиталната трансформација зборувавме и зголемување на јавната доверба. Принцип на обвинителска независност и немешање во одлучувањето. Ова одлично искуство? Да. Ви се мешава во носењето на јавно обвинителска одлука, да, или во квалификации на дела? Да, или во едното во другото? Имало ситуации кога ми се мешале во моје постапување и тоа во предмет кој што е прилично јавно експониран. Тоа беше бегството на Мијалков и сите овие податоци се јавни, бидејќи првпат во мојата кариера ми се случи да тогашниот државен обвинител Јовевски наместо мене преземе конкретно процесно дејствие во постапката, а тоа е да ја повлече жалбата на решението за куќен притвор за Мијалков. Такво нешто ми се нема случено во мојата кариера и затоа сметам дека е многу клучно. Понатака имаше една друга ситуација кога требаше да се прими новото решение за куќен притвор
и не го примив јас како јавен обвинител, туку го прими обвинителството за организиран криминал. Тогаш беше шефица Вилма Рускоска и при приемот веднаш се откажале од правото на жалба и на тоа ново решение за куќен притвор. И Мијалков си се појави сам во обвинителството за организиран криминал. И сега, поагајќи од тоа моје искуство, меѓутоа и поагајќи од... Имаше некои аргументи тогаш, Јовевски мене не ми текнуваат во моментов кој беа, меѓутоа имаше некои аргументи зошто го направил тоа и дека не е незаконски според него. Јас не велам дали е законски или незаконски. Меѓутоа ме прашавте дали некој ми се мешал во одлучувањето. Ми се мешал. Јас во тој предмет сметав, и затоа беше и моето барање, односно жалба вложена, дека на човек кој што е недостапен 24 часа, не може вие да го оставите во куќен притвор, бидејќи немаме ние, и во тој период, сега не знам има некои промени, меѓутоа не сум во тек, немавме алки безбедносни, кој ни гарантираше дека ќе го дочуваме човекот ако остане дома, и лично како обвинител, може би било погрешно, може би не, меѓутоа како обвинител, тоа беше мојата одлука во предметот. Меѓутоа мојата одлука не беше конечна одлука во тој предмет. Јас повторно ќе кажам, не викам дали било законски или незаконски, меѓутоа било вертикална субординација и хиерархија, меѓутоа било мешање. Сега, принципот на субординација и хиерархија го споменавте. Јас од секогаш сум се залагала за напуштање на субординацијата, бидејќи секој еден обвинител, носител на јавна функција, мора носи обвинителската функција многу чести привилегии, меѓутоа е огромна одговорност и секој треба индивидуално да биде одговорен за действијата кои што ги презема во постапката. Принципот на субординација на две нивоа го руши ваквото нешто. Од една страна може да биде, како да речам, сигурносна мрежа за обвинителите кои што ќе си речат добро, видете сега, јас ќе отидам, ќе реферирам во обвинителството, ќе ми кажат што да правам, тоа за мене е обврзувачки по принципот на субординација и јас сум заштитен. И бега од лична одговорност. Од друга страна, ризикот е дека раководството во обвинителството може на таков начин, преку реферирања, преку насоки, да му влијае на обвинителот и при тоа, во член 3, мислам дека беше од Законот за јавно обвинителство, имате изречна забрана за мешање во конкретни предмети. Сега, за да го адресирам ова прашање, низ текот на целата програма се провејуваат во стратешките цели, се провејуваат различни мерки кои што го адресираат токму ова. Како и кој и кога ќе влијае врз одлуките на јавниот обвинител, односно дека обвинителите самостојно ќе одлучуваат кои истражни действија да ги преземат, ќе одлучуваат обвинителите за правната квалификација самостојно. А управувачките политики, дали треба плюс ресурси да се распределат, дали им треба можеби на колегите некоја стручна помош при расчистување на правни прашања и дилеми. И за тоа ќе биде тука структурата која што е поставена, надзорот ќе се реформира и ќе се редефинира целосно. До сега имаме ситуации во обвинителството кога повисокото обвинителство врши надзор на пониските обвинителства, пониските обвинителства го доживуваат тоа како процес кој што не е во нивен интерес, туку е во интерес да бара влакно во јајцето и да најде забелешки и да ги казни. Јас сметам дека надзорот треба да биде пред се поддржувачка функција, да ги нотира слабостите, да, меѓутоа со нотирање на тие слабости да се дефинираат и мерки и да се дефинира како на тие обвинители треба да им се помогне. Дали се тоа дополнителни обуки, дали треба ние да изготвиме интерно образци, да ја стандардизираме работата на обвинителството, можеби да развиеме некои нови вештини. Сето тоа во насока на поддршка на работата и зголемување на ефикасноста на крајот. Добро, сепак ги двоите комплетно работите. Меѓутоа, до сега нели се реферира предметот, последниот збор е на државниот јавен обвинител. Тогаш во оспоредува вие што го велите, апсолутно да, треба независност и во квалификација и во јавно обвинителска одлука. Меѓутоа, која е одговорноста на човекот на врвот? Тој треба да ве поддржи. Што ако случајно диаметрално ви се различни позициите? Вие како државен јавен обвинител и обвинител кој што ви доаѓа, вие сметате дека треба да биде, не знам, или мерка, или јавна одлука да се затвори, да се покрене, да се даде квалификација посериозна, понесериозна, иако сега со новиве измени не знам што е посериозна квалификација, ма добро. Што
во таков случај? Видете, Кој го има главниот збор? Обвинителот? Мене ако ме прашате, обвинителот кој што постапува по предметот треба да го има главниот збор. Зошто? Затоа што на суд треба да се појави тој што го застапува предметот, односно тој кој што го води предметот. Како вие ќе одите на суд, не сте убедени во одредена квалификација што ви ја наметнала хиерархијата. И сега одите прво на, пазете која е апсурдна ситуација. Одите на суд, застапувате обвинение во кое што не сте убедени и добивате ослободителна пресуда по тоа обвинение. Се случувало ова во праксата. Затоа и го посочувам и затоа и мислам дека обвинителот што го работи предметот треба да го има последниот збор. Ма сакам да прашам односно одговорноста на државниот јавен, бидејќи тој не е таму само сега да обезбеди хартија и маси. Апсолутно. Не. Пари за нови компјутери, сега карикирам. Да. Одговорноста е дека доколку при надзорот е констатирано нестручно, несовесно вршење на работите од некој обвинител, ќе покрене дисциплинска постапка. Има механизми кои што стојат на располагање на повисоките структури на јавното обвинителство за да се спречат евентуални одстапувања, да се спречи работа која што не е во јавен интерес и така натаму. Така што одговорноста посекако ќе биде и во делот на предметното постапување, и во делот на слабите резултати, би рекла, на јавното обвинителство, е одговорноста за шефот. Да, меѓутоа, не му е на шефот, не може шефот да постигне подобри резултати ако само им делегира, има тука ова и ова кривично дело, вие да го ставите. Не се доаѓа до подобри резултати така што вие ќе имате апсолутна контрола на се. Не, вие треба да стимулирате и да ги стимулирате и колегите, да тие работат и сами си се надпреваруваат самите со себе си, секогаш да имаат подобри резултати, а вас ќе ве гледаат како партнер во тој надпревар, нема да се плашат од вас, туку секогаш има тука еден принцип на праведна култура или just culture се вика, кога обвинителите дури и да погрешат. Сега ако обвинител погреши, има уплав да отиде кај повисокиот, пошто знае дека прво што ќе направи, ќе се соочи со реперкусии. Зошто ние да немаме некој дозволен праг на толеранција за пропуштил рок за еден ден, меѓутоа имал многу судења и така натаму, никогаш не му се случило претходно и сите тие работи, треба да развиеме ние малку пофлексибилни механизми кои што сите, да речам, појави во рамки на обвинителството ќе ги адресираат во насока да се подобри работата. И одговорноста, да, сум за тоа дека за недоволно добро работење одговорноста е секогаш кај шефот. Сега вака, рековте, во едно од примерите рековте, обвинител треба да брани, што е со обвинител да брани обвинение на суд, односно да го застапува и да го докажува, а не верува во правната квалификација. И сега мене вака ми го нацртавте Кочани, барем јас го препознав. 15 обвинители, квалификација на завршена истрага, бидејќи баш на тоа столче поранишниот државен јавен обвинител Љупчо Куцевски најави дека завршува истрагата за Кучани, најави дека 15, тогаш беа 13, потоа стана 15, и дека сите сега обвинети тогаш осомничени ќе се гонат за загрозување на општата безбедност и сигурност. И пред некој ден во ОГОК, таа втората истрага за полицајците, излезе дека пола полицајци не можат се запира истрагата за таа квалификација, ќе видиме дали се застарани другите дела по кои што може да гонат. Куцевски тврдеше од тоа столче, се јас не сакам ова да се преле конкретно на тоа, меѓутоа го читам во вашата програма Кучани, бидејќи еве и денеска на судењето и во понеделникот одбраната се повикува токму на тоа дека квалификацијата не може да важи за сите обвинети. Видете, случајот со Кочани за жал покажа колку ние како општество сме фрагилни, дисфункционални, би рекла со изгубен морален компас кога станува збор за лична корист и бенефит наспроти доследно почитување на правила. Сега, она што вие ме прашувате е нешто кое што јас треба да го коментирам, а немам видено ниту докази, немам видено буквално ништо што е сработено во тој предмет, бидејќи допирна точка со тој предмет сум немала и не е етички и професионално да давам било какво мислење. Доколку во таа постапка колегите кои што постапувале обвинители
имале одредени дилеми во делот на правната квалификација, не се согласувале меѓусебно со одредена правна квалификација, постоеле начини тоа да го адресираат и постојат се уште начини тоа да се адресира. Го споменав надзорот. Јас верувам дека во рамки на редовниот надзор, кој што ќе се врши од повисоките јавни обвинителства, ќе биде опфатен и предметот со Кучани и сериозно ќе бидат разгледани и укажувањата на одбраната во тој случај и јавните информации кои што постојат. Меѓутоа, неблагодарно е од оваа позиција сега, кога навистина немам информации да ви давам било какви... Не мислам да го коментирате случајот во детали, бидејќи од самиот почеток на фелата експерти, адвокати, кои стигна, буквално сите ја спореа квалификацијата. И тоа беше мојата и најголема дилема на тоа интервју, дали ќе успее обвинителството да докаже таа верижна поврзаност на, не знам, градоначалникот од 2012 до инспекторот во 2016 со конкретниот, што би рекле вие правниците, правно-кривичен настан. Меѓутоа, она што се случува, цела држава очекува правда за тој случај. И она што сега се случува во суд е токму тоа. Се користи квалификацијата како одбрана за дел од обвинетите. И токму е тоа, бидејќи поранишниот државен јавен обвинител ја кажа квалификацијата на телевизија сега. Никој од предметните не ја кажа, ниту од тие што го дадоа во ведните зборови. Дали тука може, сега, јас пак ке речам, не берам вие да го анализирате Кучани, меѓутоа дали Кучани може да се подведе во еден од овие немили примери кои што вие сакате да ги адресирате во вашата програма? Не би знаела, бидејќи знаете, за правна квалификација да дефинирате, таа не е само некој абстрактен концепт кој што вие ќе го примените на конкретна ситуација, туку обратен е процесот. Вие треба да видите од доказите која е до кај ќе стигнете ситуацијата и кој концепт ќе го примените на тие докази. И затоа не можам да искоментирам. Имам мислење, имам, да речам, дилеми правни кои што ми се отвараат и мене. Да, меѓутоа, без да видам докази, тие дилеми би биле апсолутно шпекулации и само дилеми, лични дилеми. Ефикасно и отпорно јавно обвинителство. Како да се одолее на притисоци и кои се тие притисоци? Ќе ја цитирам членот на судскиот совет од Павлина Црвенковска, политичко бизнес елити, кои што станаа така мистериозни, кои се политичките бизнес елити, бидејќи немаш објаснување дали може на суддиката ставот да се прилее и во обвинителството. Видете, работата на обвинителството е специфична, бидејќи задира до различни, јас би рекла, центри на моќ. И кога работите не само висока корупција, него високо профилни предмети, би рекла пред се, тие центри на моќ имаат интерес да влијаат и богами се обидуваат да влијаат на обвинителството. Сега, како до отпорно обвинителство е добро прашање. Да, го имате. До сега имаме, имам во програмата разработено, го имам разработено ова прашање на неколку наврати и тоа мислам дека се фокусирав токму поради моето лично искуство. Сум била во такви ситуации и знам колку ми било стресно и колку сум се чувствувала осамено и колку би ми значело институционална поддршка. Јавните обвинители не застапуваат обвиненија, тие обвиненија не им се нив лични, предметите не ги носат они од дома. Тие застапуваат обвиненија на институцијата. И институцијата мора да има институционален механизам кој што ќе ги штити јавните обвинители од притисоци. И мојата визија е дека обвинителството треба да изгради таков еден институционален штит за колегите кои што се изложени на разноразни притисоци. Може да се кажавте бизнис, политички, не знам, од други центри на моќ, може да се од криминални структури, што е исто така ризик со кој што се соочуваат јавните обвинители, така што институцијата мора да има за сите тие ситуации точно мапирано кои ризици, во каков тип на предмети може да им се случат на колегите, како институцијата ќе реагира и кои механизми им ги става на располагање, како колегите да ги искористат таквите механизми. И со еден таков сериозен пристап на институцијата, колегите ќе се стимулираат
да ги пријавуваат притисоците и ќе се стимулираат да покажат отпор, бидејќи ќе знаат дека не се сами. Тоа многу ќе промени состојбата. Го споминавме кривичниот законник. Тоа е во довирбата на јавноста, бидејќи немаме многу време, а тоа ми е битно многу. Добро. Нели, оние стрели почна од премиерот токму заради коментар на измените на кривичниот законник поднесени од група пратеници, а сега веќе изгласани од ВМРО и од СДСМ во собранието. Зошто сметате дека со новите измени на кривичниот законник се полоши од оние во 23-та, каде што сериозен број на случаи паднаа? Прво, за измените од 23-та, можам да кажам дека мене ми беше неверојатно со која леснотија се изгласа ваков тип на измени кој што и промовира и корупција и неказнивост на отворени врати. И сега, кога јавноста е сензибилизирана за ова прашање и кога се води подолга дебата и се очекува во најмал рака да се врати претходното законско решение, се носи законско решение кое што не е она кое што е очекувано, нити пак е унапредено во позитивна смисла. Најголемите забелешки кои што јас ги имав на ова законско решение се во делот на злоупотребите при јавните набавки. Да, се враќа кривичното дело, само секунд, 353 стап 5. Да. Меѓутоа, овој пат се ограничува само на 2 фази на јавни набавки. Тоа е првата фаза на јавна набавка, односно органот требало да спроведе јавна набавка, а не спровел, тоа ќе биде казниво, во ред. Вакви случаи речиси да немаме во пракса. И втората е кога надвор од законските утврдени вредностни прагови ќе се продолжува, ќе се зголемува висината на јавната набавка. И вакво нешто беше во минатото пракса, меѓутоа се повеќе се искоренува. Остануваат неадресирани оние прилагодувања на тендери според кој сакате вие да го добие тендерот. Нацртани тендери, фаворизирање на фирми, склучување на договор за јавна набавка кој што нема реална потреба за таа јавна набавка да се склучи, толерирање на незаконитости при реализација, сето тоа не е опфатено. Сега, бидејќи не е изречно опфатено, мене ми се отвара прашањето дали праксата судска и обвинителска ќе заземе став дека сето она што не е опфатено е декриминализирано, или ќе заземе став дека сето она што не е опфатено ќе го оставиме под став 1, па ќе одиме исто како минатиот пат кога ги донесовме измените, кога беа донесени измените во 23-та, дека ќе одиме со поблага квалификација. Која е смислата на воведување на ваков став 5? Тоа е едниот аспект, и другиот аспект кој што е можно значаен е членот 353В. Она што во рамки на овој член, ако гледнете материјалот од собрание како се нумерирани, така и ми падна мене првично во очи, како се нумерирани ставовите, ги имате став 1, 2, 3, 4 и став 6. Го нема став 5. Претходниот став 5 предвидуваше одговорност за кривичното дело несовесно вршење работи во службата и за лица кои што се вработени во органите на државната управа. Тоа се министерствата, значи министрите, вработените во министерствата кои што одлучуваат во рамки на управна постапка, доделуваат пензии, доделуваат лекарства на граѓаните, оние од кои што граѓаните се најзасегнати. И сега пазете, ако на некој граѓанин од страна на лице кое што во рамки на управна постапка постапувало муускратено некое право, сега веќе тоа лице не е кривично одговорно. Ќе се третира веројатно како некој административен пропуст. И како тој граѓанин, едно му еускратено правото, второ не може ни да ја види правдата, токму затоа што тоа лице не подлежи на одговорност. Сега, зошто сметам дека ова стимулира корупција? Па сите комисии за јавни набавки, што одлучува комисијата, што прави евалуација, се во рамки на министерствата. Ме разбирате? И во рамки на министерствата во управните постапки се одлучува за давање на дозволи за градба, за користење на права на граѓаните. И сето тоа е една отворена врата кон неказнивост и корупција, и затоа ги критикував овие измени. Ќе видиме која ќе биде. Веќе се донесени, веќе се во правен промет, очекувате Уставниот суд да поведе постапка?
Па да, знаете, имаше јавна дебата и на јавната дебата на која присуствувавме, баш ова прашање му го поставив на председателот на Уставниот суд, кој што тогаш ми разјасни, не знаев дека е таква праксата и ми беше добро ми дојде информацијата, ми разјасни дека во вакви случаи Уставниот суд не ја цени само формалната уставност, односно процедурата во рамки на која е донесен законот, туку и материјалната уставност, односно дали со одредбата на вистина е променета состојбата на подобро или можеби сите забелешки кои што стоеле и претходно продолжуваат да постојат. Многу накратко предвидувате соработка со трети страни, меѓу кои истражувачките новинари. Да. Колку може да помогнат во одредени големи случаи на високопрофилна корупција? Јас кога промовирам соработка во трети страни во програмата, зборувам за два нивоа на соработка. Само кратко ќе ја спомнам меѓународната соработка и соработката со Канцеларијата на Европскиот јавен обвинител. Имаме предмет за ИПАРТ фондовите. И сметам дека треба да се извести Канцеларијата на Европскиот јавен обвинител дека ваков предмет имаме, бидејќи тоа е нивна непосредна специјалност. Европски пари се во прашање сепак. Дали ќе се вклучат или не, тоа е прашање дополнително. Меѓутоа, тука гледам обврска да ние ги известиме и да видиме до кај сме со тој дел. Со делот на истражувачките новинари. Сметам дека треба ние да градиме партнерства со сите оние кои што помагаат во борба против корупцијата. И затоа овие партнерства се клучни. Како ќе се разменуваат информации, како ќе се соработува на оваа тема и сметам дека и како може да биде значајно и дека ќе промени целокупната состојба во делот на борба против корупција. За мене, токму борбата против корупција е форма на најдлабок патриотизам, бидејќи таа подразбира да ги ставите настрана сите лични интереси и дури и некогаш и на штета на сопствениот интерес, вие да се залагате за заштита на јавното добро и за заштита на правата на граѓаните. Доколку не бидете избрана за државна јавна обвинителка, каде ќе ја гледаме Ленча Ристовска во иднина? Таму каде што беше досега? Не, јас очекувам да бидам избрана за државна јавна обвинителка, затоа и конкурирам. Ви благодарам за ова гостување. Ви благодарам и на вас. Почитувани, благодарам на вниманието.